Ајде! Како е? Не е мој. За... Не е мој телефон. Чекај малку. Шо ти е? Чекај само момент. Шими се, значи. Не кажај никому. Најомилена песна. И мене? Ја бичу позната, о бичу позната, Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд без луѓето од пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Добре дојдовте во најновата епизода од Еден на еден, заедно со човекот кој преферира течен сапун наспроти оној обичниот. Жарко Димитриевски. И ти. Одлично. Денес е многу убав ден. Денеска е 28 март, така е. Во право си. Да, што има ново, пајаче, нова сезона од X Factor. Let's fuck each other's mothers. Или така. Нова сезона од шоуто X Factor, токму така, видите, баш се погоди во исто време кога се актуелни пресовите на опозицијата. Да не се разбереме, значи погрешно, X Factor и пресовите на опозицијата се две сосема различни работи. Значи едно е реално шоу со наместени судии, а другото е X Factor. Видеш што направи? Доаѓа... А ти сега? Добро. Доаѓа 1 април. 1 април кој е мој роден ден воедно, да, и знаеш ти така? Добро. И воедно и вториот најголем ден на лагата. Значи, мислевте дека е 1 април, но ве уверувам дека не е прв, е секако денот на избори во Македонија. Ден на лагата. И да се разбереме, сите лажат уште од мали нозе. Немамо, не се тепав со децата денеска, а од што ти ова модрицата? Модриот патлиџа. Тој инаку така лажам инаку, така правам кога лажам. Например, друго, Димитриевски, учеше? Учев, професорке, ама не повтори. Лажеме и кога ќе потпорасне, имаш момент како Злато. Убава ли сум ти? Да, Злато. Ниједна твоја другарка не е убава како тебе, дури ни Сања убавата. Како изгледам во фустанов? Не изгледаш дебело. Има и други. Продолжуваме да лажеме и понатаму, кога ќе потпораснеме во зрели години кога ќе влеземе. Така имам еден другар кога ќе му речем по колку облагаш на ливче, вика пешче, така. А овој ледарка ва шоти. Така, еднаш ја му платам. Кога ќе дојдам на власт, ќе исполнам се што сум ветил. Ја знаете таа лага? Да, често кажува на лага. Да, но сепак, политичарите лажат, ќе лажат и понатаму. Но сепак тоа не спречува да испееме една песна во која што ќе ви кажам колку тоа ќе не лажат во иднина. Се согласуваме? Може? Ајде да испееме една песна. А ако може светло за пеење политичка numera. Океј. Ајде. Може пајаче? Песната се вика "Ке не лажат за се". Аплаудирајте и смејте се колку што сакате. Ке не лажат за се, ке викаат дека сме Англија, западно од нас Велс, а не Албанија. Ке не стават сите на куп, исто како сред село ке ни покажат нешто црно. Ке речат, ова е бело, а ако случајно некој се побуни и рече, знаеш што? Ова не е бело, ова ти е црно ко ноќ. Ке му речат, кој си ти бе? Оди провери си го видот. Да не ти ја свиткаме главата, па си го видиш и тилот. Плюс, ти смрдиш дивот.
ако нештото е пред тебе, 100 пати ќе си речеш во држава ли да правам бебе, кога син ти ќе ти каже тато види гасеници, ќе речат не, тоа се собраниски пратеници, ако случајно се побуниш и рече стој застани, она се 100% гасеници, па види какви се најгадни, ќе речат немој ти бе така за нашите, ќе ставиме со синти на поле, чавки да плашите. Ја прекардашивте. Ке не лажат за се, тоа нека ви е јасно, можам да ви кажам и без песна, но вака е погласно. Плюс, као ќе се пофалам дека свирам на гитара, само момент некој на телефон ме бара. Гарант се он, сигурно слуша нешто зборам што ми требаше ова сега, леле, во пековот ке горам, толку од кариерата, ме предупреди уште некни дека како го направам ова, ќе водам коцки срекни. Ќе биде добро, белки. Еднаш кога бев у Грција, еден човек ми рече, песе, забереш фристайл. И решивме да го пробаме тоа. Пеше, имаш чај од камилица, добар е за стомачни болки, инфицирана кожа. И тоа не знам што да ти кажам. Малце е знamo. Свири ми, брате, жаране. Би ме топол, тогаш многу работи можам да помогнам за болки стомачни и инфицирана кожа, чим си болен и имаш текоби во стомакот, напи се една чаша вкусен чај за да ти биде подобро и нема веќе да се тресе вилица, душа ќе ти загрее прекрасниот чај од камилица. На една страница од теа модерна, информирате се за дневните настани од Нова Македонија и ако сте гладни направете со ужина со пекабеско. Сега треба да ја најавам спортската и ракометна гордост на Македонија, така ли е, Бозо? Да. Спортската и ракометна гордост на Македонија, тоа е еден супер дечко, чест ми е да кажам и мој пријател од средно, Столе Стоилов! Толо! Требаше да направиме што се? Требаше. Требаше да направиме нешто. А добро ќе беше, си изнасмеавме кога се договаравме. Да, многу ни беше ако. Ти брат со буамарата, И ја брат доаѓаме со... двајцата. Кај буамарата? Дом. И Твојата ништо, дом. буамара. Бози, дрес тебе ти заборив. Дрес ти Бозо. забори, Бозо. Врати се. Дрес ти заборил. Значи ти дужи дрес. Он ми даде 4, ако ми даде 5. 5 дреса, бе, добро. 4 си дреса си Лажа. Какви 4 дреса што ти бе? Јас знам на жени ги даваш, не на Бозо. Зашо ме не намаш? И на мажи ги даваш? Бозо шо е? Бозо е среден род. Од Бозо мало ми е- сме со Бозо. Так. Бозо е цар. Бозо е главен член на Пеперминт. Така е. Не овие мажов и жената. Мажови. Па што сте? Престани веќе. Па маж и жена сте. Што ако? Со што да е нааму? Со такси. Не возам. Зашо не возиш, имаш возачка. Имам со врски, со Чуда? чуда. И зошо бе така? На колку години положи? На 25. Зошто? Срамота. Па не знам, не ме влечеше кола ич. Уште не те влече кола. Уште не ме влече. Мотори? Не бе, па ти. Тоа па ич. Ке ме плачевте се. Кога требаше полагам, шо знам, на и тогаш касно беше, 20 години, тргнав да полагам со брат ми као заедно, идеме. И таман требаше градска полагам, отидов на првенство, мислам некој. Европски бе, светски бе? Да, ама мислам Хрватска беше 2009-та, кога се вратив, не ми се идеше. И после 2 месеца, вакво, у стечај падна. Школата. Автошколата, да, се... И не можев со тој да се најдам А никако. затворија? Ништо нема. Ало, кај си еве, брат. А парите земени? Пари све земено и... Така тоа бива, бе, Столе, шо ти е? И така ме оставя без...
Кога сме кај возењето, ти не знам дали те бие малер, дали не те бие малер, ама често те забораваат автобуси. Збориме клубски автобуси, а и репрезентативни автобуси. Клубски. Клубски? 2 пати, да. 2 пати ти имаат остаено. Еднаш на граница, одма го фатив, а еднаш 3 сат са бајле беше, не знам, негде низ Србија се враќавме. Чекај, овој првиот трчаше по... Трчав со лупање. Тоа може и намерно беше. Аха, а ова друго? Па и тоа изгледа. Се... Како беше? 3 сат са бајле нешто и на бензинска и кој сака, немаше нешто будни. Знам, јавев. Тоа Вардар беше првата година, Добривој Марковиќ и Борко Ристовски, мислам. А Борко уште голман на Вардар. Уште беше голман Вардар и влагам у ВЦ, ја поише се задржав. Аха, ти поголема. Поише се задржав. Добро. Па Иска... имаш проблем со бешиката, значи. Значи, поише се задржав. Ми е фраце, лице, нешто. Шминкав. И излага ми не е тука автобусот и си викаш малце Паркиран можда. и само ги гледаш тие црвените позади на 300 метри. Што нема нешто да викнеш, ништо. А телефон? Ало. Немав телефон, ништо. Влагам, Во автобус остане. влагам на бензинска, таму една касиерка таму што работи, ве молам може да се, ама нема шанси нешто. Ми збори на српски, викам, ми избега луѓе, ја не ни знам да зборам. Ептен, кој за сега да почнам да тресам. И нема шанси, и се вртам и на шанк 21 работници, камен пијани, вака потпрени. 3 са бајле. Не знам сега кој беше, касно беше. Викам, дечки, нешто да ми помогнете автобус. Брате, ево ти Мобилни телефон. Тогаш ни беа броевите клубски броеви, кој број на адрес носиш, тој броите. И Така. така Тоа е знаев да се ми кога излагав автобус, видов некој што ги разбудив ја да поминам дека позади Аха. седам. И знаев отприлика на која се јавам. И се јавам. Кој се јави? Милорад Барти Куковски, Кремене? да, у Металург сега што игра. Тој од Вевчани. Сонлив. Аво! Кој е, бе? Кој е? 100 леве го пцувам тука одмah. Шо е, бе, ти? Кај си, мор? Викам, на бензинска ме заборавивте, кажи им да се враќаат. И он одмah испаничи го слушам, вика. Така. Мор го заборавивме. Многу смешно збори, брата, да го поздравам, само ќе ми се љути нешто. И за тоа Се време, вратија? не, и за тоа време дечките ми викаат, абе ние ќе те носиме по некој спореден пат, одоздола, по поле некој, не знам. Пијан дури да не платат патарина. Ма нема, таму им беше и колата, ти не знам како. Чекај, збориме за автопат. Автопат, човек. Вака, автопат, бензинска и тука е тој патот. И сега, И тргате по автобус. автобусот тргнал наназад у Рикверс да се враќа, а ја идам натаму. Со спореден кола, пат. спореден. И само стигаме ние таму и само вие се јавуваат, абе, кај си на бензинска сме ние? Викам, јас сум на бензинска. А на која? Викам, не, на наредна, викам по... Они се вратили, ај сад, ја ги чекам нив. Ајде, И столе. добро, ме дочека, се најдовме све и само тој пијанот ми вика, шо ќе дадеш, ми вика. Викам, шо да дадам? А тогаш беше, дресако дадеш беше, или било што, Не смееш да од плата, со казнување, со све, со... у лошите И ја нешто. викам, сега, кој ќе се расправа? Ништо, братот, ова вика го сакам, дуксер некој имавме клубски, ме совлече, братот. Си го даде? Ме совлече, брат, гол. Значи сега, ако видите у предејане некој со Вардар Дуксер, тоа Јако ни беа тоа спонзор, знам. кум си му на Филип Лазаров. Ај нешто јако и за тоа кажи. Шо ја ти кажам? Кај кум со Филип Лазаров? Ти си му кум? Или Да, тој ти е јас те? на него, значи со Фичо, он веќе беше во првиот тим на Металург. Ја кога почнав да играм ракомет, ја касно почнав на 18 години. Нема врскато. И влагам ја во првиот тим и они банда се, знаеш са. И ја доаѓам млад. И за све нешто ме почнеја ме заебаа да ме, знаеш, фори ми прави. И не можев да го гледам. Го некеше, а? Ау. Значи, Ај. само тоа дојав на тренинг, викам, ој сако ме замара, дека поише одбрана играв тоа, викам, ќе го превртам, ме Така, кој ќе што ми сака дое. нека. И со тек на време, иначе он е малце таков досетлив тип, знае, Како мислиш досетлив ти? така, Шегаџија? ја да гомна. Шега...
Јаде, Да. доста знае да има тајминг за такви работи. Сакам такви луѓе. И си се здруживте, Се значи. здруживме и ете. Со свадба, со се, кумство, Се уште нема направено свадба, Аха. ќе биде и тоа. со кој си у репрезентација, со кој си цимер? Со Гоце Георгиевски Џомба. Со Џомба си? Да, Да? да. Па Џомба е некако мирно типче, ти не си баш нешто многу Да, мирен, кој што знаеме. Да. Со Џомба знаеш кога правиме само мовет? Кога? Кога се будиме за тренинг, брат. Зашто бе? Не бе, дечкото е фанатик по тенис. Како Рожер мислиш? Федер. Така брат, кога имаме собир, има нешто. Вимблдон, нешто е, Па да, има тенис. нешто тенис има. И другарот ќе пушти на тенис. телевизија. на мобилниот вака, ќе си легне као вака, Добро, тука пуштено така. и тука си гледа друг Ти тенис, Ти овде пиеш чај? чај пијам Нормално. и само си гледам таму тенис, тука тенис и само ово имаш. Браво, браво, и јас сега Чекај, гледа и овде и и двете ги овде. гледа. Амам бе Џомба. Па не си му видел какви очи има? Као камелеоните, вака, едно може натаму да гледа, друго. Само Џомба го може тоа. И така малце не треба да му го искоренам тоа. А во Вардар со кој си цимер на патување? Па со Фичо сум, ама во Вардар имаме поише ротација, дека поише играчи сме, така да можеш со секој да се паднеш. Сакал или не. Тоа е добро. А со женскиот клуб бе Столе? Не сме биле заедно. Нема. Никој со никого не се паднал да бидете заедно. Не. Не? Не. Па брат, нели сме ние Вардар фамилија, па ако не, тоа ќе биде инцест веќе. Браќа, сестри. Не знам Так. сега тебе кај ти иде тоа, шо фетиш и метиш и тоа. Не знам човек инцест ти рече, јас само рекол дали на патување сте биле. За тебе имам слушана работа, ама нема веќе. Види го, човеков. Море, ја имам чуено за тебе, нова девојка имаш таму на Facebook се Кој фалиш. ти имаш, бе, брат? Па што? Чекај сега, да не те фалам, ама ти си сега врвен ракометар у светски рамки. Мислам, пак си А класа, Б класа, тука. И немаш агент. Каква бе, бе? А класа. Се извинувам. Каква? Грешка. Не сум Како имал- функционираш? Ма не сум имал потреба од агент. Мислам, Па кој ти договара плати, бонуси, клаузули? што ја да... Сам? Па, И како, пример, јас сум газда, да речеме ќе седне. не Или си со- гаст. Добро де. Љубише е газда. Нека дојлюбиш. И седнеш со газда и така тет се преговара, како и да тие договори. Не, брат, ти таму, у другата соба и И си со праќа- ливчиња се... Се гаѓаме. Како се... Ма не сум имал потреба, бев у Металург таму. Кога требаше да одам, кога требаше да си одам од клубот, ми излезе тој трансфер случајно, игра во Романија една година, Да, изигравал се. ми среди ракометар Горан Кузмановски што игра таму, има потреба од пикер, се сетио на мене, брза постапка. Зема процентче? Он Па? му го чував брат детето година дена, уше пари да ми земеше. Му ја продев керката. Бе. Уше пари да ми земе, бе. Кирката уште 100 лего вика него. Батоцоци. И после, да речеме, после Романија дојде у Вардар, така? Дојдов у Вардар, тоа беше средено, бе со Вујо. Ало, Столе, сакаш? Сакам, ајде. Он ми беше тренер претходно на младинска репрезентација. А, Беше тука во Скопје Охрид. Па се знаевме, мада тогаш мислам дека воопшто не ме сакаше. Не, а? Оу, Зошто дека беше... дека бев јас. Так. И Дека не си ме беше. сакаше. Али после човекот кога дојде во Вардар, Томи Джери беше Чекај, секој тренинг. што беше со Вујо муаветот која пишуваше сте искочиле да се тепате? Е, тоа беше. Тоа беше? Како бе така со тренер? Е, Како така, доаѓа до момент ајде да се тепаме? Што знаеш ти за Вујо? Па ништо. Не бе, што знаеш, што си чул? Па не, брада има човек. Брада Висок е. Добро, друго. Ракометариште бил порано и многу се дере. А тука Друго? негде сме? Тука топло. Добро и цуе. Топло. Цуе мајки. Тепа. Мава.
Он кажа нешто, ја кажав нешто, он претера, ја претерав. Сакаш да се тепаме? Сакам да се тепам. Кој рече сакаш ли да се тепам? Он. Он? Да. Не, вака нешто беше. Рисачи надвор! Ја викам, ајде, и тоа беше. Не, доста, нема врска тоа, значи секој ден беше буквално као Бени Хил беше, и се брка со еден. Со сите се расправа, имаше човекот, значи имаше што да се научи, човекот бил врвен спортист, има интересен начин како да ти го пренесе, да го слушаш, значи он сега ти кажува акцијата и сега за акцијата ти кажува На поинаков начин. како се тепал у кафана или не знам што и ти влага у глава, не знам како да ти кажам. И Па и Шундо има друг начин на тактики кажување. секој тренер си е различен. Звонко е посмирен, по така знае да те... Поклавајте голови. Тоа беше извадено од контекст, да не кажам кои тренери што зборат на вакво врвни, што ги сметат, Бетер, што ќутат само, нема врска, тоа скрос извадено од Шундо контекст. Партал прави таму у Романија се. Кај да беше Гази. најголемиот успех, ние со него го имавме во репрезентација. Така е, за потврда е тоа. А Лино Столе? Не, нема веќе ништо, тоа беше одамна и мислам дека не е ни битно веќе. Не е битно, ама ти си знаеше кога да ја здувнеш. Знаев. Така? Знаеш. На време ја здувна ти. Морав да ја здувнам. Да не предвиде некој работи. Не. Ти си Столе еден од омилените на коментари на македонска публика. Дали некогаш ти се случило да ти фрлаат предмети, да ти пцуја, си имал такви некои моменти? Не, во Македонија не сум имало некој што збори, ама пробам да ги истепам свртам после. на смеа. Не, Да ги не, најдам не. во диско и да ги тепам. Не, тоа одамна се нема да се. Не, пробувам да си го на шала, јас ќе им дофрлам нешто и Така да е, кога така. веќе ќе им кажеш и на Шо нив мајка ти ќе му речеш ја. Тоа е Тимур го извади, тоа го зборев еден период и знаеш странците прво што А пцуење учат. Цуе, па и ја кога бев во Руманија, Така тоа? прво беше, ај сега, да не. Кажи да ајде, што не разбираме романски. Не. Кажи си тоа. Ќе преведеш после и 100 лепцуе по емисии, немој тие фори да ми ги правиш. Немој тие фори да. Нели хелиум нема да има, сега хелиум кај е? После ќе Не има. знам, ај. Ќе има. Ќе има. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Сам. Или во друштво. Ова е вистинското пиво за уникатно уживање. Сега знаеш дека овој даб е за тебе. Златен даб. Тоа е тоа. Гуте фрухте. Ама не ми кажи многу кај јадењето и ќути, тоа, чекај, странки нема блика. Guten Abend. Wo ist der V-Park? Како не знаеш право по Теразија, лево вртиш кај споменикон Гоце Делчев, тука ти е булевар Мајк Тајсон, ти не оиш по него, оиш по Ленинова. И тука ти одма пиши, пум, парк. Ќе приметиш врие жени на турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте фрухте 100%. Имаше во Лига на шампиони Нексе Вардар утакмица. Не беше тоа, не сме играли Лига шампиони со Нексе. Сеха Лига, Сеха. Сеха Лига. Ти доби еден гаден црвен картон, тоест јак старт имаше у последна таму меѓу последни секунди. Да, тоа беше. Да, на гости игравме со Нексе. Нерешено беше. Имаме напад за победа, не? Така.
Марковиć шутира, промашува, се одбива Владко Јовчевски ја фаќа и он промашува. А јас како пивот, аз скокни играч да шутне, ја одма трчам назад, мора да стигнам некако. Кога е контра? Иначе. Абе он се дигнал, ја трчам назад. гајле ти. Добро. Да не биде офсет цело време да трчам. Така. И овие идат контра? И они идат контра, сега како беше. Му дават на тој бекот и са крилава се распоредуваат нивното. Ама беше 3-1, ја сам бев таму. Така, двајца крила. Сега на еден ќе ја даде и на кој да трчам, а тој ше поблиску. А така. Како шу му даде, него гледам, видов уш одма семафорот дека он топкат иде на кај него, тој само ше фати. Секунди се во прашање до крај. Секунди, значи ако ќе шутнеше ќе даеше гол или ако не ја фатеше гол, нема ска не ми се ризикува. И го грабна и не го грабнав, само гудрив, дечкото падна, 10 минути го. Ја не ни чекав да ми даде црвен, знаев дека ќе биде црвен, тоа одма отидов на кај трибини и таму бев дочекан од шишиња и плюканици и шлајмови. Мене знаеш што ми беше криво? Ај дечкото не ми беше ни за него криво, да ти бидам искрен. Како без 100 лева? Не ми беше, нема врска. Ама беше криво што добив директен црвен, што значи суспензија од еден надпревар во СЕХА, а другиот надпревар игравме со Металург. И си го пропушти вечното дерби. Вечно дерби, значи таа утакмица мене ми е со посебно значење. Така е, птен се посебно си напан за Металург. Сум, нема врска, ако се тие другари, ако да, утакмица ние професионалци, ќе си степаш, ќе си кажеш нешто после утакмица. Кога збори за тепањево, значи еден од најгадни спортови е. Да, само тоа зборим. Еден од најгадни спортови е ракомет. Кажи ми сериозно, таму кога сте во гужвата на седмерец, ти пикер, па кај тебе има највише гужва. Има. До кај си иде со тоа прљавото, да го речеме? Шо има? Пример. Има работи. Има? Има ли да речеме штипење такво има гадно? Па еве сега на првенство светски познат ракометар Игор Вори направи такво нешто. Излезе по вестници дека го имаше што правил бе? Вистината е како шило. Не, такви работи не правам, ама знам нешто да потегнам, да удрам некој. Тоа не си направи. Некој лак. Допинг. Си бил некојаш на тестирање? Сега бев прв пат во... Од кај знаеш бе да ти? Абе, мене Кире ми е на Viber. Си комуницираме. Здрави. И ми пише дека во Барселона, во Катар ти прави. Само што стигнавме у Катар, долг пат со вакво, со времето беше топло таму, нема врска, стигнуваме ние вечерта и да легнеме. И си легнал таму у бој соби. Со џомба се гушнавте? Не. Добро. Дури ни тенис не гледаше пред спиење. Одма изморен. И само звони нешто. И сега јас се будам и не ми е јасно, знаеш прво го сонуваш звонењето, па после се сваќаш дека не е звонење, не е сон. И сега слушам звонење, кам џомба стане, изгаси телефон. Гледам мојот дека не. Кам стане, изгаси, фрлив нешто по него. И он станува таков сонлив. Дека тие запунење беа од другата страна на собата. И он два телефона има. И сега го гледам се бори. И пак тоа се брат бе, не е ова. И се стропат на врата. И јас станувам нервозен. И отварам вратата одма да шо е. Гледам брат четворица. Овакви. Као љути, а? Men in Black. Тие двајца позади со ночари беа темни, вака ги гледам. Викам, шо е? На англиски шо е? Да. И само, допинг, сер? Допинг? Викам, леле. Чекај, катарци беа такви? Катарци беа. Допинг, сер, има таков нагласок на англискиот. Кој е? 101, викам ја. Така. Ајде, отидовме. Не собра. Кај те однесо? На едно лошо место. Не знам, некоја соба подоле. Ја, Ванчо, Никола Митревски и Велко Марковски, мислам дека бевме, и докторот. Тоа знаеш како е, кој лотарија, кој Маријана што ги вади. Не знам, како бива? Number 5, 5, и така иде. Значи рандом е? По бројот на десто, да бе, рандом. И отидовме таму, и сега мене фрка ми. Зошто? Ја имам астма. И тоа што го користам е недозволено. Ама пријавен сум, разбираш, се пријавува. Значи имаш документ? Да, имам уште од кome ја најдоа, па од кome ја најдоа, тоа одма се пријавува дека ако те фатат си суспендиран.
И ама пак прв пат никош до сега нема одборали на допинг. Викав баш пред да легнам правев. Пред тоа немав, тоест ми беше потрошено. Добро. И за таму ново ми донесе, некој ми донесе од Скопје. И ја баш тоаш, а немав една недела правено и не ми е гале дека тоа одма се чисти. И са баш викам, леле, сам таков малер да сум. Така бе, така. И вика ќе ти кажеме за некој ден. И добро, ја заборив после, ама и после прашувам, што се деси со допингов? Не ти кажа резултат барем? Не, викаат, ако не сме ти кажале за 2 дена, окей си позитивен и негативен добро си. испадна, негативен. Не дај Боже позитивен. Зависи за што. Така, види. Чекаме малце чудно, ти толку години кариера, еднаш само ти направиле тест? Еднаш. И што значи да среќа имаш или Нема или ретко врска. прават? Има некои на пример што нонстоп се паѓаат. Ванчо на пример, ја од кога знам малер, Ванчо а? е на допинг. Не зезе. Нонстоп е Ванчо на допинг. Ама Ванчо и надвор од терен на Абе допинг. не ти бев му емисија еднаш? Бевте. Бевте Кај не бараби собра бе да. од тогаш е ваков двоседот од кога дојдовте вие двајца. Е Ванчо овде се. Слушам нешто. Не. Ај по викни, ете така. Не знам кој е, стварно појма. Да. Ало. О, Спасе. Жаре. Кажи, ама побрзо. Спасе, Жаре. Знам дека си ти, побрзај. Не викајте добро. Снимаме емисија, Спасе. Со кого снимаш? Снимаме емисија со Столе Стоилов. Кошаркаров. Ракометаре во... Да бе, знам, у Металург што беше. Па да, беше у Вардар игра. Ти знаеш ли Дај ми го. Ајде. Спасе. Кај си бе Столе, бе? Спасе. Слушай, Минчо многу жале по тебе. Отиде, пропадна клуба. Отиде кај тој Самсунг Ненко тој. Самсонайт. Шо? Самсунг ли ви дава? Одите таму, кај него сите. Многу добар човек. Толку ли ке кажеш? Ќе го браниш. Толку смеам. Спуште му, гледате, спуште. Чекай бе, зашо му. Добро. Себе те Спасе. гледај. Те гледам бе, брат. Кај ме гледа? Те замараат вака? Кој бе? Спасе? Не знам, кој е некои спасевци. Не, зависи за у што. последни години си се популарен. Сезе. Има гарант ки излезеш и ајде Столе, гушни ме, сликни ме. Нешто, ово, она. Да, брат, се дешава да не си расположен секата, али знаеш некој дете ќе ти дое преска ми се деси. Бозо, кој ти дое? Не бе боса. Девојче едно и името дури ми гутна цело да се сликаме, ајде да се сликаме. А како ти рече? Не знам брат, нешто смеша. Славе. Не Славе. Ванчо. Стоиле. Има еден коментатор Стоиле ме вика брат. Кој бе? Не знам. Дај бе да му кажеме јавно, не ме викај више Да, Стоиле. бе, стварно, апел до... Кој беше? Молим те Стоиле Од да МТВ не некој, викаш. а? А? Од МТВ? Не знам кој беше. Ги хейташ не? Не бе, од МТВ они коментираат Драгоме. Не верувам од Алфа Пане да те греши и Има, Перо бра. Момировски. Не знам на кој дат, не сум гледал брат, играм, каде да гледам. Многу мудро да ти кажам. Бе, многу мудро. Не го викајте више Стоиле. Стоиле. Значи или Столе или Стојанче ако више. Стојанче може, да. Може? Порано, знаеш, идам у средно и првиот ден, значи Стојанче, Шо? Дедо ми Стојан, ја по дедо ми сум. Ама мало Стојан. И шо моите мислеле такво мало ке. Па сега, а дедо ти голем бил? Да, Да. бажиш. Бог да опусти. И средно и са, знаеш што, малце незгодно. Знаеш како? Значи ја увек сум бил повисок од другите. Добро. И увек штрчиш малце, знаеш, и у диско кога си свети вака, увек осекаш дека тебе те гледаат луѓето. Добро. И сега у средно доаѓам и ги гледам сега таму бев 30 и кусур. И првиот пат ги гледам сите стануваат 30 кусур години имаше у средно иначе. Паднал. Понављаше многу. Четврта сам. И вика, и сад, која ќе ме прочита мене и само, кога кажа Стојанче, јако, црвен. Станувам испотен, и ја, седи. Многу ми беше незгодно порано зимета, не знам зашо. За Стојанче. За Стојанче? Да.
Што? Да не те зезале можда? Поема не. Не ме зезале. Не смее ли? Не, столе ме викаат од кога памтам. И свиња. Столи и свиња. Свиња девојки да не те викаат. Не, тие те Ти викаат. знаеш ли, едно време у Вардар кога ќе викна свиња дека 6 души се вртеа. Не зезај. Вика свиња ја, Доне тренерот човеше, Джамбо, кој беше таму? Страхиња? Добро е, тројца кажав, ко за 6, нема. Така е, толкави се. Ти лажа. Знаеш како иде? Како пишува на 10 особи или 2 Джамбо. 20 милич, а? Тоа така пише у Русија хотел. Така. И имам јака прича за Джамбо. Значи Ја, сега кажи. не мерат цело време. Кој има овој што ни е заменикот у клуб Камара? Камара. Тој е Ајде црнецот, вага го знаеш. сите, наш научи малце. Како македон- вика, вага Ајде сите? вага сите. И ајде вага и на нас неколку души одма не мене Арпат на Джамбо одма. Значи не. кои сте дебелите? Штербик? И зашто вака напред? Еза, ете, кој Те го гледа. кој? Штербик, ти кој имате проблем Ја, вака со Штербик, килажа? Тимур, Да. ја Штербик, Джамбо и Пикерите. Тие сме. Така? Тоскич, Чипурин, мада они немаат проблеми, не се. И идете на вага сите? Вага сите и не знам, некој денови си ослабел 500 грама, вага, Така. 20 чекаш вага и вака идеш као да. Као да. А знаеш што е најако, кога ти ослабиш некој кило и ти го подсетуваш него. Еј, Давид, вага. Да, вага сите. Абе, ајде не си имаме мерено, еј. И слушай за тракиња? Джамбо. Джамбо очигледно имал проблеми цел живот со дебелината. Аха. Што дури мислам дека а е подебел, подобро брани. Не се гледа голо добро. Така е. Не се гледа. Може и голо. добра тактика му е да лапаат тие некои. Нема врска, ама еве, спортист тај треба да сигне, да пазиш на све. И Джамбо пред не знам колку години му рекле овош е диета и само овош е да јадеш. Аха. И легендата банана е овош. Добро. Дечкото јадел 6 дена само банан. Само банани. И последна недела на вага 10 кила здебеле. Па банани се. Ама че може, Не. значи ти не знаеш, ти не си седнал да значи ја јадам многу. Јадеш, а? Многу, значи многу ја. Мераклија. Многу. Значи дечкото колку може да изеде. Значи не можам да ти објаснам, мене страф ме Например, фаќа. чекај, на ручек, Добро еве бебе, со Джамбо, Шо се нарача? случка со Джамбо. После град, пред некој кога дое првата сезона, имаше бурекджилница и сендвичара. Са бајле рано. После некоја утакмица беше славевме нешто, знам, и ја и он останавме. Ајде идеме да јадеме. Тебе не ти треба Славија за да излезеш. Шо мајка ти? Нарачу ја влаги у бурекджилницата, он вакво у сендвичарата. Добро. Изедовме по 2/4 бурек и по 1 хамбургер. Пола пита бурек и еден хамбургер. Да. Ама тоа ни беше онака. После седнавме и благо јадевме. И знаеш кога се мрзиш себе си, ќе легнеш и Знам секој ден. не знаеш од кај дишеш више тука од души така. Не знам. Чекај малце, месечно колку пати вака правиш? Вака? Така. Па еве сега направи уште еднаш. Уште еднаш правиш. Колку Не, има чекај, шанси? подослабен си малце. Не, Сега лакше. пак си здебелен Не сега. бе, од джемперот додава и камерата. Кога почна Лига шампиони новава сезона, тој период беше стварно подослабен. Ама сериозно. Брат, И сите знаеш кај се коментира. здебели? Ти текно е дека еднаш у град те видов и ти реков да не се другираш без толе. Ти текно е? Дека се текно. видовме? Многу беше ослабен тогаш. Ама добро. пак си ја врати килажат, еј. Доро, тоаш бев на вена, брат. Добро, тогаш брзо се славе. Не, брат, сега вака кој имаме првенства, вака знам, ја не сум некој си типичен спортист сега да земам, сакам да се опуштам, сам да јадам, сакам да излезам. Так. Немам врска, кога е битно, таму сум 100% со све. И кога има вака првенство, се спремам месеци уназад. Еве за ова првенство у Катар доста се спремав. И се спремам, деве, 2 месеца се спремам. Држам некоја килажа што ми у глава, што и идеме у Катар и 2 утакмици, тука сум си со килажа, со све. И после втората да откривам дека има Макдоналдс. Значи, од хотелот има влез од трговскиот и Директно одма е ли? Макдоналдс од тука.
Чи тоа беше шоу, знаеш како идеме таму и само вака не покажува тие таму филипинците што работа. Хир столе. И ти вика big taste и та буташ као. Имам проблем, тоа знам некад не знам да се контролирам за јадење, ама Ајде. ќе биде. Ќе биде. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Тоа е тоа. Гуте фрухте. Тоа зимај ова. Еј, нели мобилен ќе даеше бе да ти е? Имаме мобилен, имам Шо натре. да- Мобилен имам натре, еве ти тоа, еве ти чајеви. Леле. Да си жив и здрав. Толе Стоилов, дами и господа. Како кажеш ти како си помина? Супер, да. Sad ne... Па како да ти кажам без нервозност. Стварно супер си поминав. Ако сакаш нервозно кажи ми, ова е за крај. Супер си поминав. Дали беше жарко се што очекуваш дека ќе биде? Жарко беше се што очекував и дури и повеќе. Не бе стварно супер лаво како прошлиот пат.